Го повикувам председателот Никола Груевски да им се обрати на присутните. Председателе, повелете. Благодарам. Почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитувани делегати на 14-тиот конгрес на ВМРО ДПМН, почитувани гости, дами и господа, браќа и сестри. Дозволете најпрвин да ви се заблагодарам на огромната подршка која произлезе како исход од денешното гласање за мој реизбор, со кој ми ја доверивте високата одговорност да ја водам партијата во наредните 4 години. Ова ваша одлука ја чувствувам како вреднување на вложениот труд во минатото. Политиките кои ги водев и резултатите кои ги остварив се разбира заедно со сите вас. Оваа подршка ја примам како голема оврска да ги продолжиме политиките и проектите кои ги водевме и кои даваат резултати и да ги подобриме или промениме оние политики кои предизвикаа грешки. Како партија на власт, ние мораме да останеме целосно посветени на напредокот на Македонија, на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и на остварување на зацртаната стратегија и програма. Вчера во мојот отчет многу говорев за филозофијата на нашето работење, за принципите и за главните цели, резултати и предизвици низ кои минувавме во последните 4 години. Но кажав и некои работи поврзани со иднината. Денес во оваа прилика дозволете накратко да се осврнам на идните заложби и предизвици како партија, но и како влада, бидејќи ВМРО ДПМН е најголемата и носечка партија во владата и во парламентот. Вчера споменав дека полесно е да стигнеш на врвот, отколку да се задржиш на него. За да се задржиш потребно е многу повеќе работа и напор, затоа што очекувањата се големи, а има и преостанати и постојано се јавуваат нови проблеми кои ги носи времето и кои треба да се решаваат. Истовремено има и други кои постојано атакуваат да го освојат врвот, што е нормално за демократија. И треба истовремено да се работи на повеќе полиња. Сепак, едно поле е клучно, а тоа е развојот на Македонија, реформите и резултатите од водењето на владата и остварувањето на стратешките цели и на зацртаната програма. Ако на тоа поле сме успешни, успесите на партиски план нема да изостанат. Ако ја оди на Македонија, ќе оди и на ВМРО ДПМН и обратно. Во основа, ние треба да го продолжиме нашиот пристап кон 5 стратешки приоритети зацртени уште пред минатиот конгрес. Фокусот на развојот на економијата, привлекувањето инвестиции и отварањето на нови работни места ќе биде нешто на што мораме да останеме силно фокусирани. Сега, кога светската економска криза почна да олабалува, Ние мораме да ги направиме сите наши напори земјата да ја вратиме на старите патики на висок економски раст,
од 5, 6 и повеќе осто како во 2007 и во 2008. Со обзир дека во овие 4,5 години многу работи подобривме, поедноставивме, поевтинивме, реформиравме. Сега, по заминувањето на кризата, од тој аспект што се однесува до бизнисот и креирањето на добри услови за бизнис, влегуваме на изорана нива. Но нивата не е доволно само да се изора. Потребен е континуиран труд и активности, постојани подобрувања и реформи, за да се добие посакуваниот резултат. Во деновиве кога почнуваме да работиме на новата 4-годишна програма, на новата 4-годишна изборна програма, во делот на економијата, во очи на следните избори, потребни се многу проекти, многу реформи и многу напредоци. Се што е започнато и не е довршено од проектите треба да се заврши. Но и да се предвидат нови проекти и политики кои ќе им помогнат на компаниите и на граѓаните. Нашата цел и понатаму ќе остане отворање на нови работни места, привлекување на инвестиции и раст на животниот стандард на граѓаните, односно подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Тоа е можно само преку многу реформи и многу работа и посветеност и со ангажман на најдобрите расположливи кадри и професионалци. Попатно, ќе мораме да се справуваме и со нови непредвидени шокови, како што е моменталниот светски ценовен шок на нафтата и храната. Наш првен приоритет останува членството во НАТО и во Европската Унија. На тој пат имаме една голема невообичаена, неправична, но реална пречка, која што реално ни се испречува на патот на остварување на нашата заложба. Тоа е проблемот со нашиот јужен сосед и неговата обсесија со нашето име и со нашиот идентитет. Во вчерашното моje излагање доволно се осврнав на ова прашање. И денес нема многу да го елаборирам, но ќе повторам дека на овој проблем ќе посветиме максимално внимание и во иднина, исто како и во минатото, се до неговото решавање. Ние сакаме решение и ние ќе работиме со сите расположливи средства за таа цел. А се разбира, граѓаните на референдум се тие кои ќе го имаат последниот збор за било кое евентуално решение како идеја. Имаме огромен напредок во борбата против криминалот и корупцијата, но тоа не е доволно. Тука имаме уште многу работа. Напредокот од 105-то на 62-то место на листата на Transparency International е огромен успех, кој во овие 4 години го немаше во ниту една земја. Но тоа 62-ро место не треба да не направи презадоволни. Потребни се уште многу мерки и акции и уште многу работа за да се смени свеста кај многу луѓе кои се уште размислуваат да заработат на нечесен или незаконски начин на грбот на оние кои што го почитуваат законот. Оваа борба никогаш нема да запре. Таа никогаш нема да биде конечно добиена, но потребно е постојано да напредуваме во таа борба. Како и во многу наврати, и денес ќе повторам дека во таа борба ќе имаме многу противници, многу отпор и многу силни контраудари. Погледнете само што ни се случува сега кога расплетовме една пајакова мрежа. Какви удари примаме. Но ќе издржиме пред притисоците. Се друго ќе биде пораз, не за нас, туку за Македонија. Тоа не е наша битка. Тоа е битка меѓу правната држава и криминалот и беззаконието. Мора да победи правната држава, да победи правдата, спроведувањето на правото и на законите. Или ќе победи хоштаплерајот, или спроведувањето на законите од страна на државата. Мора да се издржат притисоците. Не само ние во владата. Оваа битка, битката против криминалот и корупцијата, не можеме да ја добиеме сами. Потребна е целосна мобилизација на општеството, на сите граѓани, подршка од слободните и професионални медиуми и пред се
професионално и непристрасно работење на правосудниот систем. Ние во владата сме цврсто решени и по цена на нашите политички кариери да ги издржиме сите непринципиелни притисоци и возвратни удари на засегнатите од зајакнатата борба против криминалот и корупцијата. Забележувате, јас сум главната мета во овој обид на кршење на кичмата на правната држава. Не се поштедени ни судиите, обвинителите, министрите, медиумите кои мислат поинаку, експертите, невладините организации, поединци и слично. Се е ставено во функција на одбрана на криминалот, за жал дури и од опозицијата. Една од главните цели на фронтот на одбрана на криминалот е нас да не прикажат како криминалци, како неспособни и како неодговорни луѓе. Целта е да се собори ВМРО ДПМН и оваа влада и да се врати времето кога по телефон премиерот ги диктирал судските одлуки. Кога владеачката партија давала забрани на инспекциите да не вршат ревизија на финансиското работење на одредени мокници, кои цели влади држале под контрола и во функција на остварувањето на своето незаконско работење. Тоа време не смее да се врати во Македонија. Рековме нулта толеранција на корупцијата. И кој ќе се фати, тој ќе плати. Ова не смее да важи само за обичните не многу мокни граѓани, туку и за државните функционери, кои ќе се вплеткаат во криминал, но и за мокните така наречени газди кои веруваат дека капиталот кој го создале и луѓето кои ги плаќаат се доволна заштита за нивниот криминал. Почитувани пријатели, вистината секогаш победува. Паралелно на ова, мораме да ги продолжиме реформите во правосудниот систем, со цел негово зајакнување, поголема независност, отпорност на влијанија и професионалност. Во тој контекст очекувам дека пакетот закони кои беа донесени во декември минатата година и со кои се направија револуционерни чекори во делот на реформите на судството, како ќе стапува на сила дел по дел во наредните 2 до 3 години, така ќе дава се подобри резултати. Но тука не треба да застанеме. Реформите се процес без запирање. Реформите се процес на постојан и постојан напредок. А тоа пред се е наша обврска. Да имат закони, да се казнуваат рушведжиите и митаджиите, народот да има судба достојна за него, пишува во конгресните документи нашите предци. Денес ние тој завет го исполнуваме со тоа што го реформираме судскиот систем да стане отпорен на притисоците и да биде правичен. Спроведувањето на Охридскиот рамковен договор и одржувањето на добри меѓуетнички односи и соживот меѓу македонците, албанците, турците, србите, ромите, бошњаците и власите, како и останатите помали етнички заедници, како и меѓу христијаните и муслиманите и другите религии, мора да остане наш понатамошен приоритет. Исто како и борбата против корупцијата, и ова е процес во кој постојано треба да се вложува труд, енергија, време и да се има континуиран диалог. Таа обврска не смее да биде само обврска на еден политички субјект или една националност. Таа обврска треба да е дел од општата култура на живење и цивилизацијско достигнување на заедниците и поединците. Политичарите мора постојано да вложуваат во тој процес. Земја како Македонија, без излез на море, мала по територија и население, без некои преголеми резерви на рудни богатства, нафта или газ, има само една шанса на долг рок да успее, а тоа е вложувањето во образованието и би додал и во науката. Најнапредните земји во светот се оние кои имаат најголеми вложувања во образованието и во науката.
Балканот пред само 100 години бил место каде што над 80% од населението биле неписмени. Македонија не отскокнувала од тој процес. Затоа Балканот станал Балкан. Образованието е основа на секој напредок. Независно дали зборуваме за културен напредок, медицински напредок, економски напредок, напредок на правната држава, човековите права или било што, на сите нив, коренот произлегува од општото ниво на образование, како и од квалитетот на тоа образование и квалитетот на знаењето. Вчера кажав колку многу вложувавме во образованието, а и министерот за образование објасни неколку работи. Но тоа е само почеток. Има уште многу работи, проекти и идеи кои луѓето ќе ги направат повешти и посрекни преку образованието. Целокупниот цивилизацијски развој на едно општество е базиран на квалитетот и на квантитетот на образовниот процес. Не случајно, ние воведовме задолжително и бесплатно средно образование. Не случајно набавивме компјутер и интернет пред секој ученик. Не случајно отворивме толку многу факултети, универзитети. Преведуваме врвни учебници, купуваме лаборатории. Но потребно е уште многу, и тоа на долг рок, вложување во образованието и подигнување на свеста за неговата важност, поточно за важноста на знаењето. Почитувани делегати, драги пријатели, честопати сме се прашувале на што се должат успесите на една влада, или на еден премиер, или на една партија, или на една фирма, или на една заедница. Не знам дали тоа се уште стои таму, но пред неколку години на влезот на Deutsche Bank во Берлин, одговорот беше сублимиран во неколку зборови. Успехот е резултат на голем број исправно донесени одлуки. И нели е навистина така? И успехот и неуспехот зависат од исправноста на донесените одлуки. Кога зборуваме за носењето на одлуките, важно е кој ги носи, независно дали е тоа во една фирма, партија, држава и така натаму. Дали ги носат компетентни и образовни луѓе со стабилен и честен карактер, или ги носат необразовани, непрофесионални луѓе кои немаат честни намери. Затоа е многу важно како во партијата, така и на државните позиции да поставуваме вистински луѓе, кои ќе ги носат одлуките во секојдневното работење и пред се тука аудирам на важноста на кадровата политика, како на партијата, така и на државните институции. Бидејќи навистина успехот е резултат на голем број исправно донесени одлуки. Почитувани членови на ВМРО-ДПМН, почитувани делегати, најголемата и најмокната политичка партија може да го задржи тој примат само ако спроведува политика на отворени врати. Отворените врати пред се на општинските и местните комитети за прифаќање на ново заинтересираните членови ќе ни носат постојано освежување и зајакнување, кое ќе донесе напредок во партијата, а во некои случаи кога тие лица ќе добијат и државни одговорности и на државата. Не сме никого да го обземе малодушност, посесивноста или стравот од конкуренцијата. Напротив, конкуренцијата е здрава работа. Неа секој од вас може да ја победи само со постојано вложување во сопственото знаење и во сопствените вештини, а никако со спречување на други во нивниот можен напредок. Наш интерес и како партија и како држава е да ги ангажираме и привлечеме најдобрите, најспособните и најталентираните. Со нив и ние ќе одиме напред. Со нив и ние ќе бидеме поуспешни и како партија и како држава. Ако ја погледнеме историјата на човештвото, не е ништо ново кога на талентираните некој ќе им застане на патот. Најчесто некој многу помалку способен и најчесто за да го задржи сопствениот примат. Јас понекогаш велам дека секој Моцарт си има свој Салери, но успешниот, исто како и вистината, секогаш ќе успее да исплива.
Само ќе остане непријатното чувство на тоа дека некој се обидел некого да спречи во неговиот напредок. ВМРО ДПМНЕ беше најуспешна кога имаше широко отворени врати за секого кој сака да и се приклучи и да даде свој допринос. Така мора и да остане. ВМРО ДПМНЕ мора да ги остави отворени вратите за сите подржувачи кои сакаат да и се приклучат. Драги сопартици, има уште многу области во кои се потребни напредоци. Во земјоделието, во екологијата, во социјалната политика, во реформите на државната администрација, во подобрувањето на бизнис климата, во градењето на пријателства и соработка со многу држави, привлекувањето инвеститори, информатичкиот напредок, телекомуникациите, здравството, во развојот на општините и регионалниот развој, во безбедноста и уште многу области на кои ќе се фокусираме во наредниот период како партија на власт. Сепак, пред нас се појави проблем и предизвик, кој мораме да го решиме. Морам да кажам дека деструктивните одлуки на Бранко Црвенковски прават штета на земјата. Последниот негов повлечен чекор за бојкот на парламентот, во време кога земјата се бори за напредок во Европската Унија и во НАТО, е сериозен дополнителен товар на и онака крајно сложената ситуација во која се најдовме заради блокадата на нашиот јужен сосед и притисоците за смена на уставното име и идентитет. Пред 2 години едно мое писмо до членовите на ВМРО ДПМНЕ во кое кажав дека треба да се подготвиме за конечна политичка пресметка со остатоците од транзиционите кочничари, беше начекано на нож во медиумите блиски до СДСМ и нормално извртено во правец дека со тоа сум мислил на некакви физички ликвидации. Не, почитувани присутни. Такво нешто од мене никогаш нема да чуете. Јас не ги решавам проблемите на таков начин. Но овој чекор на политичарот со најдолг стаж на водечките позиции во државата за време на транзицијата не доведе во ситуација да ја забрзаме конечната, морам да нагласам за да не бидам повторно злоупотребен, политичка пресметка со него, бидејќи прави штета на земјата. Затоа го повикувам да прекине со правењето штета и смислувањето изговори за одржувањето на изборите и да излеземе на фер, демократски и слободни избори. Храбро, со чест и со достоинство, со почит кон граѓаните и со инспирација за правење на дела и вредности, без насилство, туку со мудрост, без ретроградни чекори, туку со визија, без подметнувања, туку со идеи. Го повикувам на демократско соочување на избори, во која само слободниот израз на граѓаните ќе биде конечната одлука. И дали тие ќе кажат да за продолжувањето на реформите и модернизацијата. Или, како што вели самиот Црвенковски во повеќе негови интервјуа, тој вели за момент на еден ден, а тоа е денот на изборите, власта и мокта да ја вратиме назад во рацете на народот, за тој да одлучи кому ќе му го довери водењето на државата во наредните 4 години. Епа, Бранко, ајде да му ја дадеме таа можност на народот веднаш и сега, како што многу пати ти повтори. Излези на избори, ако го почитуваш собствениот народ. Не се кри. Не се заскривај зад измислени, неостварливи барања, кои не ти поменуваат веќе ни кај собственото членство. Мнозинството од народот денеска сака избори. Време е!
Почитувани сестри и браќа, нашата сила е во исправноста на нашата идеја, во достојанството кое го носиме во срцата, во нашата душевна чест, во слободата за која се бориме и во правдината која се стремиме. Народот е нашето покрепение, тој е нашиот Господар на кого едино му се поклонуваме. Нашата храброст и бајракот црвено-црн кој го виориме кон победа не носи. Ечеше во епохите од устите на членовите на внатрешната македонска револуционерна организација. Тој звук го татнеше Балканот и ширум Европа и светот сведочеше за една исправна историска мисија која одредените генерации ја исполнуваа за својата татковина. Благодарам. Почитувани присутни, вистината и победата се воскликот на овој конгрес. Вистината е основа на моралот и е најважна за општеството. Таа е првото поглавје од книгата на мудроста. Без вистина нема вредности, туку има само невредности. Затоа што само вистината продуцира напредок и развој. Системот на вредности кои не смееме и нема да го погазиме, дури и пред најголемото искушение, не може да постои без вистината. Нема ни победа без вистина. Победата е израз на нашиот напор, на нашето знаење и вештина, на вложената енергија и труд, на љубовта и на честа. Победата е израз на нашиот креативен потенцијал и на нашите верувања на синергијата која ги врзува можноста и остварливоста, проценката и саможртвата. Победата никако не треба да биде поклонета, но само заслужена, затоа што само тогаш таа ќе биде трајна. За да победиш, треба да се бориш. Ако не се бориш, ти преходно си изгубил. Браќи и сестри, бајракот развиорен денес се реформите и модернизацијата кои ги спроведуваме. Големиот државник Черчил меѓу другото истакнал дека сите големи нешта се едноставни и може да се изразат со еден збор: верба, правда, должност. Верувај во себе и во своите способности. Без верба во својата сила не можеш да бидеш ни успешен, ни среќен. Континуираната верба е клjuč на отклучување на сите наши потенцијали. Членовите да се поузуваат со добро име и да живеат во Македонија, да бидат постојано во контакт со населението, да бидат изложени и тие на истата опасност и искушенија на каква што ќе бидат изложени и луѓето, истакна оснивачите пред 14 конгреси. Наша должност е да бидеме со народот во секое негово премрежие, затоа што ние потекнуваме од народот и за народот работиме. Немојте тоа никогаш да го заборавите. Во првиот момент од заборавот и самите ќе бидете заборавени. Автономијата, револуцијата, обединувањето, независноста, со животот, како стратешки одлуки на минатите конгреси се големи одлуки. И денес носиме голема одлука. Одлука за напредок. Никој нема право да ја погазува Македонија. Македонија не може да биде држена во заложништво. Ние го одбравме својот пат кон реформите, кон модернизацијата, кон Европа и кон подобрата иднина. На тој наш пат не постојат несовладливи препреки. Народот нека одлучи во каква Македонија сака да живее. Транзицијска или реформска Македонија. Македонија во која политичарите не исполнуваат или во која ги исполнуваат ветувањата. Македонија во која кредибилитетот не значи ништо или значи многу. Македонија на празни ветувања или на видливи дела, кои остануваат да траат во времето и во просторот. Македонија која се обезвреднува или Македонија која се гради. Македонија која нема почит или Македонија која се грижи.
Драги браќа и сестри, ние сме подготвени за новиот предизвик. Ние ќе победиме. Реформите ќе победат. Македонија ќе победи. Со Божја помош и благослов. Да живее ВМРО ДПМНЕ. Да живее Република Македонија. Да живее Европска Македонија. Да сте живи и здрави. Благодарам.